денеска во работа посета, официјална посета на Куманово е негове средце господинот амбасадор на Република Хрватска Крамарич, драг пријател на нашиот град, познанство кое е неколку години, човек кој допринел за промоција на македонската култура, бидејќи и неговата основна дејност е книжевноста, и бил мој колега во минатото. Посетата е во низа на посети на меѓународните представници на меѓународните заедници, пред се амбасадори на Европска унија, на ОССЕ, кои други видни личности од дипломатскиот кор, се со цел да се скенира ситуацијата во пресед на локалните избори и да се утврдат состојбите, односно можните натамошниот развој на состојбите на политичката сцена во Република Македонија, пред се во Куманово. Направиме една конструктивна дискусија, ги лоцираме нашите проблеми како град, пред се во комуналната сфера на живење, бидејќи овдека во оваа просторија не се случуваат никакви политички договори, ни пак може да се случува такво нешто. Овдека само информативни состаноци, видување на состојбите и во таа насока и двајца сме на иста констатација дека кризата треба и мора да се надмине, да се направи еден политички договор, да се направи една визија за едината на државата, а пред се во народниот циклус на локалните избори и локалното водење на политика во Куманово, пред се опште во Македонија. На сите тие теми имаме многу блиски констатации и видувања, така да сите сме со една надеж дека работите понека ќе се отворат на позитивно. Еве, драго ми е што денеска е во Куманово и човек кој представува држава која има направено многу поголеми чекори во однос на интеграција на Европа и наредната година ќе биде земја членка на Европската заедница. Јас му честитам на господин Крамарич, и он на нас надеж дека од јуни месец ќе направиме големи напори да бидеме дел од тоа европско семејство. Само да слажам с господом градначелником Лемјановским. Ja isto pripadam diplomatskoj zajednici koja pokazuje veliku zabrinutost za postojeću političku situaciju u Makedoniji i upravo što je gospodin Leminovski rekao, mi se toplo nadamo da će doći do političkog rješenja. Dijalog je uvijek bolji od monologa i nadamo se da postoji jedna takva kritična masa koja doista je u stanju da stanje prevlada. Normalno da diplomatska zajednica ni na koji način ne može sudati, nego jednostavno sugestijama, savjetima i slušanjem jedne i druge strane, ako se tako može reći. I na neki način, normalno, kao meni, kao predstavnik Republike Hrvatske, tekako stalo do stabilnosti, političke stabilnosti i sigurnosti u Republici Makedoniji, jer mi smo dio istog prostora i doista nije nam svejedno kako se stvari odvijaju. No, mi tekako vjerujemo u budućnost, političku mudrost i zrelost ljudi koji vode, koji su odgovorni u ovom momentu u Republici Makedoniji, kako na državnoj, tako i na lokalnoj razini, i doista za očekivati je da ćemo imati ipak da će budućnost pokazati ovu zrelost koju ovako situacija i vrijeme traže. Kako ja dolazim iz ove sfere literature, lingvistike, onda su me naučili da su nesporazumi uvjeti sporazumijevanja. Nema sporazumijevanja ako prije toga ne postoje određeni nesporazumi, ali mislim da su ove nesporazumi se mogu upravo nadvladati prije svega dijalogom, dogovorom, kompromisima, reteriranjem i nalaženjem do toga da se doista stvore situacija da izbori budu slobodni i fair, jednak pristup medijima, svemu onome što zapravo čini agendu slobodnih i fair i poštenih izbora. Na grad Kumanovo, pred se, Republika Makedonija, grad Kumanovo pred se, ima dobra kulturna saraботка со Hrvatska. Vi znajete дека na тој дел имаме одлична соработка. Економскиот сегмент уште не така развиен, бидејќи тоа е билатерала која треба да биде компатибилна и нашата држава и хрватската држава да имат меѓусебни интереси. Тоа не се со декларација решава, не се решава со никакви меморандуми, едноставно тоа е пазарна економија, мора да има потреба таа, меѓутоа ако Македонија влезе во асоцијативно, односно во интегрирано членство на Европска заедница, сигурно дека ние како најблиски соседи европски држави ќе имаме и те како богата економска соработка.
ali ja mogu samo reći jednu rečenicu. Instrukcija je da našeg ministarstva, budući ćemo mi 1. srpnja postati punopravna članica Europske unije, da imamo jednu seriju predavanja i upoznavanja i makedonske javnosti sa svim ovima što Hrvatska očekuje od Europske unije, koji smo zapravo i proces koji smo prošli, i ja se nadam da ćemo onda poslije ovih lokalnih izbora se dogovoriti i naći i vremena da do 1.7. gostujemo i u Kumanovu i na neki način imamo jedan razgovor ne samo sa predstavnicima lokalne samouprave, nego i sa građanima Kumanova, sa svim zainteresiranima na neki način, onda svakako jedna od agendi tog predavanja i te prezentacije bit će upravo i ta moguća ekonomska suradnja, kažem, pored kulturne koja postoji, koja doista postoji, koja sjajno funkcionira, nema nikakvih razloga, ali upravo znate, to je politika, bila lokalna, bila državna, samo stvara ambijent, mora se naći jedan pozitivan ambijent, atmosferu, stvoriti jedna takva zakonska i neka druga rješenja koja će onda pripomoći upravo ovim ekonomskim subjektima da oni nađu svoj interes i da se to i dogodi, ali vjerujemo upravo da ta komplementarnost hrvatske i makedonskog gospodarstva, privrede je takva da se to može i ostvariti, kažem, posebice, jer od 1.7. više nećemo biti dio CEFTA, nego stvari se mijenjaju, morat ćemo primjenjivati evropske standarde, što stvara određene i promjene u dosadašnjem trgovanju, poslovanju, ali o tome ćemo, kažem, na vrijeme ćemo se pobrinuti da informiramo kako makedonsku, tako i kumanovsku javnost, i nadam se da će to tamo negdje u proljeće, poslije tih ovih događaja koji nas još, ovi politički koji nas čekaju, da ćemo naći jedno pravo vrijeme i prave sugovornike, kao što u Kumanu nikad nije imao.